3 недели пред најголемиот христијански празник Великден, односно четвртата недела од Великиот пост, е посветена на Света недела, а традиционално со голем црковно-народен собир се прославува во село Теново. Чествувањето на празникот започна во манастирскиот комплекс над село Теново, посветен на Света недела. Се одржа Света Василиева литургија, која ја отслужи парохискиот свештеник отец Ненад Ѓорѓевски. Во своето царство, сега и секогаш, и во сите векови. Високом светени митрополит наш Јосиф, целиот свештенички, ѓаконски, монашки чин, да го спомене Господ Бог во своето царство, сега и секогаш, и во сите векови. Титорите, дарителите, помагателите, пеачите на овој свет храм, да ги спомене Господ Бог во своето царство, сега и секогаш, и во сите векови. Спомни си, Господи, за оние што плова, патува, боледува, страда, оние по затворите, по рудниците, по домовите, по сиропитолиштата. За сите ни спомни си, Господи, во своето царство, сега и секогаш, и во сите векови. Вас и сте благочестие христијани, да ве спомене Господ Бог во своето царство, сега и секогаш, и во сите векови. Свештено потребство Твое да понеја Господ царствие Твое. По литургијата во дворот на црквата Света недела беше извршен чинот на водосвет, пошто верниците понесоа од светата вода за здравје. Храњај крестом жителство, спаси Господи људи Твоја и благослови состојание Твое. Поведи се православним христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сохрањај крестом Твоим жителство. Молитвите на светоци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не и спаси не. Господ здрави и спасение за многу години на помош нека престане. Амин, амин. Денешниот празник верниците го искористија да запалат свеќи и да се помолат за здравје на заштитничката на домовите на мештаните од Теново, Света недела. Одбележувањето на денешниот ден во ова подсувогорско село е традиција долга повеќе од 80 години, од самото основање на манастирската црква. Повозрасните верници паметат дека овој ден во Теново се чествувал масовно години наназад. Денес можеби некои од обичаите се измениле, но на што останало е можноста на овој ден да се видат роднините и пријателите. Јас сум Никола од село Теново, мештанин, со фамилиарно мислам со години многу. Традицијата веќе во село се секоја година помасовно има луѓе, повише за младиве ангажирани него по возрастните, постарите. Иначе народ иде повише, према времето како што одговара, така иде народот, луѓето. Од сите села, дека околина што околу наколу, мисля сите помасовно се ида луѓе во село и горе манастирот, кој како што заветил, ветиле работа, и ќе дојда горе да се прошета горе, вазок добар е, природа добра е и се има намера да памина поета одека горе. Се ангажираме, береме помош кој доброволно кој како што ќе даде и да направиме поета. Не за и ручек дин даваме тука. Гости што ќе од селото доброволно ми донираме и да се направи тоа. На овој ден секоја година е се помасовно, а се поголем е бројот и на младите кои ја посетуваат црквата. Тие како дел од црковниот одбор ја негуваат оваа традиција на прослава на Света недела во Теново.
да задочуваме традицијата од постариите, значи. Местноста околу црквата нуди несекојдневна можност да се помине еден ден во природа. Во Теново денес се збираат сите, а пред се младите. Некои со друштва, скара и добра музика, а други пак, радувајќи му се на богатиот панаѓур. Со мал водосвет прережување на славските колачи се одбележа Света недела во црквата во Ротинце посветена на оваа светителка. Водосветот го изврши отец Жарко Мицковски кој држа бесета посветена на светителката и на Великиот пост. Всушност, смислата на нашето постоење, смислата за нашата вера, смислата за нашето цркување, причестување и така натаму, ја наоѓаме во чекањето на денот на совоскресение со Христа, односно на денот кога ќе добиеме од Бога радосна вест дека сме спасени, дека целта на нашето постоење е остварена, дека ќе станеме жители на вечниот и блескав нов Ерусалим. Со таа мисла, почитувани, се раководеле и според таа вистина се раководеле и сите маченици, новомаченици на Црквата Божја, исповедници, оние кои што се труделе да дадат се од себе, потврдувајќи ја својата вера кон Бога и кон ближниот свој. Не штедејќи ги се вели и собствените животи, затоа што е кажано дека крвта на мачениците е како семе за нови христијани. Тоа почитување е израз пред се на горешта љубов кон Бога. Една од таквите маченици за верата е Светата маченичка недела, која што денес според традиција, спомен денес според традицијата го славиме и во нашето прекрасно село Ротинце, во неговиот татар, при Параклисот Света недела, која што е во изградба. Таа почитувани за Христа пострадала во времето кога се уште било жестоко гонето христијанството, пред донесувањето на Миланскиот едикт, пред да се даде слобода на христијаните да се исповедаат својата вера и пред многу мина масовно да пристапат во верата. Токму тогаш, почитувани, со надчовечка издржливост се разбира, поддржана од Божјата благодат и љубов. Традиционално и оваа година се избраа 4 кума кои заедно со црковниот одбор наредната година треба да организираат оваа црковна манифестација. Од село Ротинце секоја година има манифестација, мислим. Оваа година ми падна мене паричето. Многу сум среќна да ни даде Господ здравие, работа и се најубаво. Име презиме ваше? Ирина Спасовска. На чествувањето на празникот имаше присутни голем број верници од Ротинце и пошироко. Борко Николовски од село Ротинце. Празникот Света недела, што го Света недела Полошка, секогаш се паѓа во четвртата недела од Великиот пост и затоа гледаме што поскромно да прославуваме. Сепак присутноста на луѓето и од другите населени места не прави чест и исто ги покануваме, значи и наредните години да присуствуваат на ова свето место. Култот према Света недела во Полошката околија, како и во широко, доста е распространет. Ние се наоѓаме во црква Света недела во село Ротинце, на место исто викано Света недела. Црквата е направена на старо место. За местото има легенда, што кажува дека во давно време, носејќи неста со колесник или со волој, им се уплашува, значи стокава, и на ова место потонува. При ископ или при градба на црквата во 2006-2007 година, на истото место дрвените предмети се извадени, значи од местото што докажува дека легендата полуима вистина. За присутните беше послужена братско-сестринска трпеза на љубовта.
Неврохирургија, итна медицинска помош и травматологија се новите оделенија кои ќе работат во склоп на клиничката болница во Тетово, најави министерот за здравство Венко Филипче. Тој ја посети Тетовската болница. Истакна дека во оваа, како и во останатите здравствени установи, недостига медицински персонал, проблем за кој понуди решение. Значи, тргнуваат следнава недела комисии формирани од Министерството за здравство, кои што ќе ги испитаат дејностите и условите во кои што дел од струките функционираат. Врз основа на тие проверки и анализи ние точно ќе дефинираме која специјалност како ќе функционира во овој регион. Тие анализи ние ќе примеме соодветен број на кадар и доктори и среден медицински персонал. Министерот Филипче ги посети амбулантите во Брвеница, Јеловијан и Урвич, каде нема медицински персонал за давање на здравствени услуги. Рече дека во овие амбуланти ќе се вработат доктори како и во сите рурални општини, а таму каде нема да може да се најде медицински персонал, ќе функционира патронажна служба која ќе биде унапредена со стручна и финансиска помош. Таму каде што нема доктори, ќе го подобриме патронажниот сервис. Го евалуиравме точно бројот на невработени медицински сестри и друг медицински персонал низ целата земја и тоа по општини. Планираме да ги селектираме тие што се заинтересирани, да ги соодветно тренираме, пружиме едукација заедно со USAID агенцијата која што работи во рамките на американската помош во Македонија, имплементирање на нов модул на Paramedics, а тоа ќе биде еден сервис кој што ќе им биде достапен на граѓаните во нивните домови како надградба на сегашниот систем постоечки на патронажниот сервис, кој што би се проширил не само за трудниците и доилките, туку и за постари луѓе и за некој дел од медицинските услуги кои што може да се пружаат во домашни услови, со што би се намалил притисокот кон болниците таму каде што доктори навистина недостасуваат. Министерот најави решавање на проблемот со недостиг на лекови на државен трошок во втората половина од месецот. Изјави дека во тек се разговори оптимални решенија меѓу Фондот за здравство и аптеките, кои најверојатно ќе ги добиваат парите порано, со цел надменување на овој долгогодишен проблем. Дивоград бесечана шума, нестручна изградба на патишта во планински предел. Ваквото самоволие природата го враќа. Земјата на Шар планина не престана да ерозира. Огромни карпи, камењи и земја се уриваат на патот кој води кон рекреативното место Бањиче, за кој експертите сметаат дека слечиштата се резултат на нестручната реконструкција и пробивањето на овој коловоз која неодамна беше завршена. Поради дивоградбите започна да ерозира и патот кон Тетовското кале. Нелегално изградениот објект, пристапниот пат и бесправната сечена шума придонесоа пола асфалтна лента да се одрони. Геолозите советуваат на поголема контрола на шарпланинскиот масив, за да се намалат ерозивните процеси. Со самото пробивање на одредени локални патишта се нарушува стабилноста на теренот. Морфологијата на теренот е таква кај што наклонот на косината е над 20, 30 па и до 50%, доваѓа до нестабилност на теренот, до нарушување на самата стабилност, на природната стабилност на тој терен. Агрономите велат дека е неминовно при вакви поройни дождови да има ерозивни процеси на шара, но слечиштата според нив може да се намалат ако на ризичните места се градат каскадни системи и се засадуваат костени и посебен вид на трева. Ние во изминатиот период имавме една акција и дури дававме на речко-планинските места смески од 6-7 компоненти на треви кои што имаат добар коренов систем, да ги своите парцели засеат со истите површини кои што воедно и би ги заштитиле од ерозија од поројни дождови што може да настанат, нели, или од проточни ситни поточња што се таму или извори кои што ги прават тие поточња. Последниве неколку години на Шар планина се случија големи ерозивни процеси со човечки жртви и огромна материјална штета, но превентивни мерки за заштита од слечишта на терен нема. Изградбата на дивоградбите и узурпацијата на Шар планинскиот масив, за кои градските и централните власти не преземаат никакви мерки, зема се поголем замав.
2 повредени лица во сообраќајна несреќа, бележи билтенот на Министерството за внатрешни работи. Вчера во 17 часот и 50 минути на локалниот пат во село Беловиште, Гостиварско, 17 годишен малолетник од село Чајле, додека управувал 4-цикл Шинера 250 АТВ, изгубил контрола и удрил во зид од куќа. Во незгодата возачот се здобил со тешки телесни повреди, фрактура на рака и повреди на главата и со возило на итната медицинска помош бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза. Со телесни повреди се здобил и сопатникот, 18 годишник од село Чајле, кој бил пренесен во ургентниот центар во Гостивар. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица Гостивар и се работи на целосно расчистување на случајот, информираат од МВР. Не верувам дека таква шанса да се вратиме во влада ќе има, бидејќи се работи за достоинство. Но во политиката никогаш не постои не, но од друга страна во вакви околности не, вели Зијадин Села во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Господине Села, законот за употреба на јазиците веќе е донесен. Истиот предизвика многу реакции и кај обичниот граѓанин, меѓутоа и во однос на содржината кај експертската јавност. Зошто според вас брзањето, толку брзање да се донесе овој закон, ако се има предвид дека не беше дел од реформските приоритети, на што укажа и некој од европските дипломати? Знаете што? Не е баш така како што сега се обидува да се пласира во јавноста. Зборуваме дека законот е донесен без дебата, што не е вистина, можноста ја имале сите за дебата во врска со законот, а забораваме дека 2008 беа донесени, не знам, над 100 закони, меѓу кои и законот за употреба на јазиците од страна на истите политички актери кои вчера се спротиставеа, нели, на законот и кои бара, нели, да има јавна дебата. Памтите 2008 како се донесе законот. Значи, ова беше непотребна реакција од нивната страна. Ова е само играње политики и патриотизам пред народот, а не име до тоа целта, бидејќи истите политички актери. Многу добро сум информиран, кога беше во прашање да се формира ново мнозинство, го прифатија истиот закон и не се согласува само со специјалното јавно обвинителство. Значи се работи само за театар, за ништо друго. Овој закон, за волја на вистината, требаше да се донесе 2004 година, кога требаше да се исполни законската рамка на Охридскиот рамковен договор. Значи, доцнеме 14 години. Изјавите на некои, како што тврдите вие, представници на амбасади, мислам дека се неодговорни и можда не ги знаат добро политичките збитнувања тука во Република Македонија и затоа дават брзи такви изјави. Има ли шанси повторно да ве видиме во друштво со Заев и со Ахмети? Не верувам дека таква шанса ќе има, бидејќи се работи за, нели, достоинство. Никогаш не сме дозволиле некој да се игра со нас. И нема да го дозволиме пак тоа да се случи. Нели? Сега, во политиката никогаш не постои не. Но од друга страна, во вакви околности, не. Целосното интервју со Зијадин Села ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од западен правец. Утринските температури се движеа од 6 до 9, а дневните од 10 до 16 степени.
Утре не очекува облачно време со врнежи од дожд, на повисоките планини од снег, пообилни попладне во западните и северните делови. Ќе дува повремено умерен јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од 4 до 6, а дневните од 7 до 10 степени.